Целата идеја, тоа беше моја идеја, беше да создадам група за невронаука, еден тим за невронаука во Македонија. Му се јавив на Дума, му го кажав тоа и Дума се одушеви, он рече јас сакам моите луѓе да се специализираат на Колумбија. Одлично. За да го направиме тоа, требаше да имаме материјал кој што ќе го анализираме. Тогаш се договоривме за колекција на ткиво. Значи се работи за колекција на мозочно ткиво. Не се работи за мозоци, него се работи за колекција на ткиво. Тоа се пресеци на мозок. Тогаш отидов ја кај Милчо Богоев, тој беше декан, веројатно беше негде 98 година, и со Милчо формиравме етички комитет на медицински факултет. До тој момент не постоеше. Негде меѓу 95 и 98. Илија Џонов, професор Илија Џонов, најбрилјантната личност и најпрогресивниот, нели, кого сме го имале професор, тој стана председател на етички комитет и тоа беше оној прв чекор за да можеме да работиме. Но ние не можеме да работиме на ткиво ако немаме таму обучен персонал кој треба да разговара со семејствата за да добиеме така наречена психолошка аутопсија. Психолошка аутопсија е кога разговорот со семејството, тоа интервју, нешто како хетероанамнеза да кажеме, плюс медицинската документација и врз основа на тоа тој наш психијатар или психолог поставува диагноза, ја презентира пред на консензус конференција која ја имаме ние овдека и сите се согласуваме околу диагнозата за да одлучиме дали тој случај може да оди понатаму или да не. Дозволата од етичкиот комитет на медицински факултет од 2001 година е потпишано од тогашниот декан Јоцо Савески и од Илија Џонов, тој ќе ви го прати. Тогаш, нели, ја донесов тука двајца психијатри кои ми беа, ја им бев ментор додека они има стаж по неврологија на клиниката бидејќи нели која бев во Скопје и тие двајца останаа овдека по 6 месеци да бидат едуцирани во тој процес на психолошка аутопсија. Кога тие се вратија назад, или после тој нивни тренинг, ние побаравме да тогаш го побаравме ова етичкиот комитет да ни даде дозвола за работа и тој процес изгледа вака. Значи од тогаш едуцираме 10 на 15 повеќе. До сега 30 на луѓе дошле на едукација од разни области за овој тим на невронаучници. Прво, тие на семејството на починатиот му дават информативно писмо. Во тоа информативно писмо го канат на разговори, му објаснуваат нели што од нив очекуваме. Ако семејството се согласи, тогаш семејството, член на семејството доаѓа на разговор со психологот или со психијатарот. Пред да почне разговорот, психологот, психијатарот бараат од членот на семејството да потпише консент форма. Тоа е форма на согласност дека се согласува на интервју и се согласува ткивото да биде употребено за научни цели. Секој од овие пациенти има подпишано од секој од овие членови има подпишано, нели, секој семејство има подпишано консент форма и само врз основа на тоа ние нели можеме да работиме со тоа ткиво и сите тие консент форми ја ги чувам. Значи за секој од нив ја ги чувам. Иако 5 години после завршување на проектот не мораше, ја ги чувам сите за целиот овој период. После тоа, значи кога ќе седнат некој ќе го направат интервјуто, имаме консенсус конференција, на таа консенсус конференција решаваме дека тој случај има таа диагноза, дека тој е окей за тој проект и се договараме да дојде нели до транспорт на ткивото. Фершпет ги бара двата документа. Еден документ од институцијата која го праќа ткивото, друг документ од Министерството за здравство, во кое Министерството за здравство дава одобрување да тој биолошки материјал излезе надвор од земјата. За да го примеме тука биолошкиот материјал, имаме нова процедура. Не можете вие да носите биолошки материјал да го внесете во Америка. Во Америка ако внесете едно јаболко од авионот што ви го дале, казната е $2.500, а не биолошки материјал. Тоа ткиво, во никакви carry-on, во никакви нели торби и рачки, тоа ткиво се става во специјални фрижидери кои што се изолирани. Значи, било да се работи за сув мраз, зашто имаме нели делови на мозокот кои се во сув мраз и имаме делови кои што се во формалин. Тие мора да се изолирани, буквално, затоа што не можете да истурате формалин по авионот
треба да го чистат еден месец. Значи, се тоа едни нелогичности, нели, луѓе кои ништо од тоа не разбираат, кои ги раскажуваат. Тоа е тој процес, значи тоа е цел процес на имање етичка дозвола, етички комитет да дозвола, имање консенсус, консент потпишан, односно согласност од семејството и имање одобрување од Министерството за здравство тој материјал да биде изнесен. И тоа е една процедура која е рутинска во цел свет. Тоа не сме само ние. Поентата, нели, е во тоа дека бидејќи не може од Македонија да се испрати материјал за полоку од 78 часа, ние, нели, шпедитерот доаѓа со нас со бајлет кога ние треба да патуваме, научникот, и шпедитерот ја обавува тогаш процедурата да тоа што е, нели, како од шпедицијата испратено, но да патува со нас во авион, за да, нели, го земеме за помалку од 12 часа. Така да тоа е таа конфузија, глупости, не можеш да носиш, нели, биолошки материјал во джеп, тоа е таа PR адвокат за таа група од Питсбург, која се придружи на Колумбија и они да го збогатат нивното барање не до Фелштин, они испратиле до десетици богати американци, нели, за донации, се прво им представуваат работата, а после тоа, нели, бараат средства за тоа и дури не ни кажале дека и нас не ставили дека таа, нели, колаборација, бидејќи они имаат колекција на ткиво од Питсбург, ние имаме колекција која се вика Македонија, Колумбија, универзитет, колекција на ткиво. Дали ќе не ги доставите документите, дали се уште ги имате вие документите кај вас? Сите документи, еве тука се пред мене, ќе ги скенирам и ќе ви ги пратам